Градоначалникот на Кучани во оставка Љупчо Папазов вечерва е уапсен, потврдуваат за сител извори од истрагата. Заедно со него приведени се и уште двајца поранешни градоначалници на Кучани. Обвинителството се сомнева во нивна поврзаност со условите во кои се случи несреќата, односно трагедијата по импровизираниот диско клуб. Тамара Дичовска е вклучувам повторно од Кучани. Тамара, што знаеме за приведувањата кои вечерва ги спроведуваат полицијата и јавното обвинителство? Да, Љупчо Папазов, Николчо Илиев и Радко Димитровски, сите тројца поранешни градоначалници на Кучани се вечерва приведени. Како што кажа ти, дознаваме од извори од Министерството за внатрешни работи, но по наредба на обвинителството вечерва се спроведува полициска акција тука во Кучани за сите оние кои што се под сомнение дека имале некаква инволвираност во пожарот кој што се случи во неделата, каде што загина 59 лица. Ние сме тука пред судот и обвинителството, но дотука можеме да би известуваме, бидејќи полицијата ни го ограничи движењето. Како што кажав, тројцата градоначалници се приведени, но акцијата продолжува во текот на целата вечер, како што напомена и претходно министерот за внатрешни работи, дека истрагата, како што ќе тече истрагата и сите оние кои што се под сомнение дека имаат некаква инволвираност ќе бидат уапсени или на информативен разговор. Во моментов 26 лица се наоѓаат во притвор. 19 од нив се во оној краткотраен притворот по 48 часа, кој им го продолжија на дополнителни 48, на повеќето од нив утре им истекува и вториот 48 часовен притвор, по обвинителството ќе треба да одлучи дали на нив ќе им биде доделен или определен 30-дневен притвор, како што им определи на вработените во МВР од Штип и Кучани. Синоќа на 7 од нив им беше доделен 30-дневен притвор, бидејќи се сомневаат дека се подпишувале за издавање на лажната лиценца на клубот. Тројца градоначалници се приведени, акцијата продолжува, иако од обвинителството велат дека во текот на утрешниот ден ќе споделат повеќе информации околу истрагата, но и колку апсени има вечерва. Ние остануваме тука, се надевам дека подетални информации ќе имаме и зајавувањето во 21 часот. Тамара, дали знаеме дали на Илиев, Димитровски и Папазов обвинителството ќе побара да им биде определена мерка краткотраен или 30-дневен притвор? Не, во моментов тие се приведени, но тоа се сите информации, бидејќи од обвинителството не сакаат да споделат информации, истите ги најавуваат за утре, но затоа напоменав дека ние остануваме пред обвинителството, па каква одлука и да има, ако ја има во текот на оваа вечер, секако ќе известиме во следните информативни стани. Тамара Дичовска за текот на истрагата.